ова е најава за сериозната акција која што Општинен центар ја прави. Наслов на акцијата е Нова пролет, нова офанзива, која што е навистина од голем капацитет. Кога сме кај сегментот на основни училишта, кажуваме дека главен акцент ќе биде на основното училиште ново кој што го правиме во Капиштец, меѓутоа продолжуваме со и други училишта, Гоце Делчев училиштето кое што кубури со проблем на простор, ќе вршиме проширување на тоа училиште, потоа Димитар Миладинов, деценијски старата столарија ќе ја промениме и оној проблем што беше во 11 октомври да го решиме конечно, тоа е партеното уредување, но и реконструкција на водот и атмосферска канализација. Она што е многу битно како улици во Општинен центар, ако зборуваме за инфраструктурата, е голем број на улици во Буњаковец. 4 улици нови правиме со оваа акција, на Водно ни помалку ни повеќе 10 улици започнуваме, Дебар Мало 7, 3 во Маџир Мало, но имаме и во Крњево, и позади Универзална сала, и Адвокатска улица. Центар ќе биде исто така посебно акцентиран и кај градскиот зид, затоа што тука ни помалку ни повеќе, тука одиме со обновување на зеленило во површина од 23.000 метри квадратни, вкупно, значи во целиот мандат ќе дојдеме до 60.000 метри квадратни нова зелена или реконструирана зелена површина. Во сите овие сегменти на градскиот зид, оние што треба да ги довршиме ќе бидат поставени не само нови урбани елементи, урбани клупи и опрема, туку ќе има и детски игралишта со истиот квалитет и стил како она што е поставено во централниот дел на Капиштец и она што сакам да го најавам, заборев да го кажам и на вас, колеги, е што во секој градски зид или во најголем број од градски зид ќе биде поставена чуварска служба, тие ќе имат своји простори, ќе биде поставена кукичка и ќе бидат ангажирани чувари. Граѓаните на центар со право се жалат дека се вознемируваат од особено од младата популација, потоа имаме оштетување на урбаната опрема што поставуваме. Значи овие чувари кои што ќе имаат своји униформи на Општинен центар ќе во 2 смени ќе ги чуваат тие простори. И се разбира, и понатаму продолжуваме со енергетско ефикасните фасади, 6 нови фасади најавуваме во оваа акција и продолжуваме со оној проект кој што е и позади мене, значи и од мај од оваа година одиме со цел центар на велосипед, за да можеме да ги субвенционираме новите велосипеди во Општинен центар.